Го имаме господин Дудучки на телефон. Добро утро, Мице. Добро утро, господин Озановски. Како течат колоните пред ординацијата? Има веќе пациенти или малку подоцна почнуваме? Па во 8:00 почнува. Мице, или доктор Дудучки, да ве прашам, завршија ли новогодишните депресии или сме уште во фаза на овие зимски темници во кои што луѓето имаат и психолошки проблеми заради некакви сумирања на стари години, почетоци на нови години и така натаму? Се извинувам. Депресијата почнува после празниците, постфестум, од јануари месец трае некаде што велат хрватите до краја велјаче. Значи до крај на февруари ќе ни трае. Сигурно тие еуфории, така наречени празнични, а ние сме склони да претеруваме, па подоцна да одиме во некоја друга крајност, па тие периоди да ги доживуваме како субдепресивни фази, покрај ова зима без снег, значи депресивноста продолжува. Дали има зголемен број на пациенти со такви диагнози или е само впечаток, бидејќи можеби луѓето повеќе зборуваат за тоа во овие времиња во кои што живееме? Реално зголемен број на пациенти и со анксиозности, и со депресија, и со фобиски нарушувања, заради условите во кои живееме, заради чувството на безперспективност, заради економската, социјалната и севкупната криза, и сигурно дека тоа се одразува на севкупното човеково живење, поготово во негова емоционална сфера. И за жал, депресијата, ако веќе и не е на прво место по морбидитет и пред кардиоваскуларните болести. Доскоро кардиоваскуларните болести беа на прво место, меѓутоа сега депресијата ќе го земе тој примат, за жал. Ние од нашата струка изгледа сме се помал број, така да не верувам дека ќе имаме доволно капацитет и пресе стручни, професионални лекари со искуство кои би можеле да се фатат во костет со оваа значајна проблематика, а за жал пак ние како држава ми се чини дека немаме адекватна стратегија за справување со овие проблеми. Бице, само да прашам, бидејќи Куманово е еден од регионите во Македонија од каде што многумина заминаа на работа на Блискиот Исток по овие кризни жаришта, Авганистани, Ираци и така натаму. Веќе се работи за период од 10 години, кога се враќаат назад луѓето, покажуваат така наречени постстресни, постконфликтни синдроми. Посттравматски, да, интензивно работам со пациенти со посттравматски стресни растројства и на полето на психотерапијата и на полето на експертизите, вештачење за надокнада на нематеријална штета како резултат на посттравматско стресно растројство настанато во борбени, во воени услови, кои за жал многу ги хендикепира тие млади луѓе. И ние имаме бројка во Куманово некаде 7-8 илјади такви пациенти, млади луѓе на кои ни локалните власти и на ниво на државата не се обрнува доволно внимание прво за нивната терапија, психосоцијална рехабилитација, ресоциализација, некакво работно ангажирање во смисла да им помогнат со некакви бизнис идеи, да започнат со собствени средства такво нешто. Синојка баш имам пациенти кои сега моментално живеат во Америка, ама биле во Афганистан нарочно. И имам пациенти и од Босна, од Луковац, од Тузла, од Јајце и доста пациенти од Косово. И таа бројка навистина голема, а ние некако не сме спремни тоа да го на некој начин амортизираме, тие луѓе да ги третираме адекватно, и за жал тој проблем ќе не прати долго години, значи онолку колку траела таа нина голгота, условно речено, во тие борбени услови, и секако посттравматското стресно растројство кој не е баш лесно за третман и захтева долготрајно ангажирање. Така е. Мице Дудучки, благодарам многу, ќе биде таа добра тема да ја разговараме овде кај нас во студио, но за ова утро благодарам и пожелувам успешен работен ден. И вам ви посакувам успешна работа.